Емпиризмот во барањето одредени знаења се насочува кон факти и непосредни извори на сознанието. Најзначаен мислител на емпиризмот е Џон Лок, роден 1632 година, живел до 1704. Велел дека философијата треба да престане да расправа за бескорисни метафизички прашања и да му даде на човекот нови корисни применливи знаења. Според Лок, човечкото сознание потекнува од искуството. Неговиот основен став е дека во умот нема ништо што пред тоа не било во сетилата. Според Џон Лок, човекот кога ќе се роди е празна табла, табула раса. Џорџ Беркли со своето субјективно идеалистичко учење тврди дека не постои ништо за што немаме трага во нашето искуство. Џорџ Беркли е роден 1685 година, живел до 1753. За Беркли, нештата од надворешниот свет представуваат збир на осети. Предметите и целиот надворешен свет постојат само ако имаме осети за нив. Солипсизмот, во кој завршил Беркли, тврди дека всушност постојам само јас како субјективно мислење и идеите кои субјектот, јас, ги мисли. За Дејвид Хјум, роден 1711 година, живел до 1776. Умот ги следи законите на асоцирањето. Има три вида на закони на асоциација и тоа: закони според сличноста, допир во времето и просторот и асоциација според очекувањето. Според Хјум, претпоставките се вистинити само ако се однесуваат на нашето искуство. Сознанието не може да биде априорно пред искуството. Скептицизмот на Хјум го критикува човечкото сознание кое предлага нешто за што не се знае дали ќе се случи.